Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата неделно попладне на програмата на ТВ каналот ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Препознавате мојот денешен гостин, често пати е на програмата на ТВ каналот ВИС и секогаш имаме убав повод за убави разговори и овој пат ваш и наш гостин е професор доктор Методи Чепреганов. Господине Чепреганов, добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре дојдов. Поздрав за сите пријатели струмиџани и од целата околина. Пријатели имаме целиот многу. југоисточен регион. Благодарам што ме пак поканивте и што ја пратите мојата активност. Значи, пред месец дена промовирам, ако не се лажам, една книга со име Симптоматски епилепсии. И во овој месец, после тоа се објавам уште две книги. Да испадне дека ги правам во месец дена. Тоа е работа која работам со години. Долгогодишна, така. Али созрева и на крајот излева. Така. Овие две книги сакам денеска да ги представиме. Едната се вика, вие ќе кажете ја да ги кажам. Да, јас ќе ги представам. Вие ги представите, само вие ги представите, значи, ќе кажете ми по некој збор, посебно за втората книга, која мислам дека е крајно актуелна. Така. Не само у Македонија, тоа е дел од една голема наука, што се вика невронаука, со која мојата маленко се бави цел живот. И си земав за храброст, заедно со Теодора Костовска, која е мој соработник, интернационален учител на Art of Living, да напишеме за агресија и моќта на човечка. Нели се договоривме јас да ги представам? Добро. Меѓутоа, само да кажам дека ова емисија ја гледат гледачите од југоисточниот регион на Македонија. Тоа значи дека ја гледаат ова емисија гледачите од Гевгелија, од Дојран, од Валандово, од Богданци, од Струмица, Новосело, Василево, Босилово, Радови, Конча. Значи 10 општини. А у Солун дали ја гледа? Ете, не. Да, во Солун ве знаат многу поради тоа што од кај ти е жената, од таму ти е родата. Опа бата, така ли е? Добро, значи промовираме... Броме на мене сме келни канцели специфично. Така. Ова се двете нови книги со кои богатата библиографија на Методи Чепреганов достигнува 39 книги. Значи, ја чекаме јубилејната 40-та и таа ќе биде, се разбира, промовирана на програмата на ТВ каналот ВИС. Она што ќе ја спомнеме сега е... Да кажем што е? Да? Таа е скоро готова. Вика рбетен мозок. Рбетен мозок. Свеза кичма од клинички синдроми до невромеđик диагностика. Така. Али здраве, кој ќе дојде? Ова е една од тие две книги која носи наслов Кортикални малформации, факоматози. Автори се Методи Чепреганов, Жан-Луи Дитман и Татјана Чепреганова-Чанговска. А втората е ова, значи агресија, моќта на човечкиот деструктивен нагон, на авторите Методи Чепреганов и Теодора Костовска, интернационален учител на Art of Living. Јас чинам дека најголемиот дел од времето ќе го посветиме на оваа книга, бидејќи е многу актуелна. Многу е актуелна, но за почеток што нуди ова? Да, неколку реченици за оваа книга. Неколку реченици. Ова книга ја напишавме заедно со авторите кои ги рековте, Жан-Луи Дитман и Чанговска, као подсетник, као превентива на сите идни трудници. Затоа што еден од најголемите проблеми барем нашето подневје е како и на кој начин се следи бременоста на една трудна жена. Одма ќе ме прашате зошто. Ќе ви објаснам. Така. Значи, следење на бременоста, да таа биде како што треба, со сите норми и параметри нормални. Вториот дел е, значи, тоа се антенатални, предпороđајни проблеми, да ги наречам, во стомакот. Вториот дел е перинатални проблеми кои не станува за време на самиот пороđај и после тоа и постнатални до една година. Зошто го зборам ова? Најголем, ќе бидете изненадени, најголемиот број на епилепсии се резултат на овие три периоди.
Ако тука нема добра превенција, за жал, има една тешка секвела, тешка последица што се вика епилептични напади. Ова е посветена исклучиво на кортикалните малформации, со една реченица да не травматизирам. Ако за време на бременост мајката меѓу 12 и 28 недела, ако се формира кората на мозокот, тоа е процес, го викаме органогенеза, хистиогенеза, како сакате, да не замарам со медицински изрази. Значи, тоа е процес кој се формира секој ден, секој саат, секоја минута, се нешто прави, се формира. Development of the cortex. Значи, се развива кортекс. Ако во тој развиток дојде до било какво пореметување, значи на бременост на плодот, во неговото искрена, хипоксија, не да може паѓање на мајката, не да може кај неа притисоци и така натаму да не, или земање на лекови или температури, значи било каков проблем кој ќе го поремети нормалниот развиток на кората на мозокот, остануваат последици. Тие ги викаме кортикални малформации. И тие, за жал, се епилептогени. Многу последици, да не ве замарам, тоа е голема наука, која доби право на граѓанство како што треба со појавата на магнетната нуклеарна резонанција. И затоа јас и во шведската енциклопедија што сме ја промовирале, и сум ја напишала ова партија, и во новата енциклопедија се, и во сите 4 други, и во симптоматски епилепсии има спомната, бали овде напишавме една цела книга. Значи има така наречени дисплази, полимикрогири, шизенцефали, лизенцефали, да не ме замарам. Тоа е еден арсенал од заболувања, промени на кората на мозокот. Значи, завршувам. Книгата има класичен превентивен карактер, наменета за невропедиатри, за гинеколози и за лекари општа пракса, за сите да знаат како да го мониторираат периодот на бременоста кај жената. Така. Бидејќи од тоа има големи последици. Така. И чинам дека е доволно за оваа книга да поминеме на... Сосема. Да, да поминеме на ова која претпоставувам ќе предизвика голем интерес кај граѓаните. Значи, агресија или моќта на човечкиот деструктивен нагон. Се извинувам, Методиче Преганов, невропсихијатар и Теодора Костовска, интернационален учител на Art of Living. Агресија. Има една мудрост која вели човек на човека му е волк. Не мудрост, тоа е секојдневие. Да, сепак е мудрост, сепак е убаво тоа кажано. Човек на човека му е волк. Може да дополнам. Колку е по-примитивен, толку е по-опасен волк. Така. А колку е по-интелигентен, тој е по-прикриен волк. Добро. Значи, не станува збор за мудрост измислена од вчера. Таа мудрост трае со години, можеби цивилизацијска и повеќе од тоа. Меѓутоа, како никогаш досега, вистинитоста на таа мудрост се отсликува во времето кое го живееме денес. Зошто е тоа така? Зошто човек на човека му е волк повеќе денеска, отколку пред 30, 50, 100 години? Одма кажам дека за да ја напишеме оваа книга, требаше да се прочитаат многу книги. Добро. Многу книги посветени на 3 елементи од човекот. Првиот е психопрофил мој, личен, на секого од нас, на мајка да земе планета. Вториот е така наречен психопрофил на нација, на народ. И третиот е инкорпорацијата на добрите работи во цивилизацијскиот психопрофил. Постои цивилизацијски психопрофил. Се обидам тоа да го објаснам. И тоа пред да ти давам одговор за ова, во името на волкот има една многу убава индијанска приказка. Вели вака седа дедото и стариот индијанец и тој му раскажува дека во животот има добро и зло. И му кажува сите елементи и параметри на доброто и на злото. И му вели, тоа го поредува, има добар волк и има лош волк. Така.
контекст на волкот. И накрая детето го праша, вика, дедо, а кој волк победува? А детето му вели, победува тој што го храниш. И сега се враќаме на основната поента. Што храниме ние? Значи, ќе почнам малку глобално. Агресијата е филогенетски програмиран на автоматизам кој постои во нас. Значи, тоа е нагонска пулзија. Таа постои во сите нас со самото наше раѓање. Тоа е на некој начин механизам на одбрана и на напад. Меѓутоа, дали ја и он чека момент да биде експримирана, да биде екстериоризирана, да биде изнесена надвор од мене. Не можем да го нападнам противникот. Меѓутоа, дали тоа ќе се деси, има еден голем услов. Тој услов се вика зрелост на личност. Тој услов се вика матурација на личност. Тој услов се вика психопрофил кој е созрен, матуриран, ја ќе објаснам сега што значи зрелост на личност, и од тоа зависи неговата контрола, ќе објаснам што значи префронтален лобус, кој контролира се што се случува во нашите дејанија према надвор. И сега се враќам на глобалниот процес, зошто сме ја напишале баш агресијата. Значи, мајката Земја планета, сега ме окупираат 3 книги кои и се носам со една мисла да видиме. Една книга во тој контекст. Значи, едната книга се вика Comment réparer la planète. Како да ја репарираме мајката Земја планета која е уништена. Така. Втора книга се вика L'avenir de l'eau. Иднината на водата на земјата. После 50 години, значи тоа е Озехато, тој го познам лично, парижанец, оно што го напишал, мене ми се дигна косата. За 50 години најголемиот проблем на мајката Земја планета ќе биде водата за пиење. Така. Не травматизирам. Да, и велат третата книга, војни ќе бидат за водата, така. од исто една францускиња се вика Le catastrophe qui vient. Катастрофите кои наидуваат на мајката Земја планета. Ама, при тоа зборуваат за 3 екологии. Ова сакам да му објаснам на македонскиот народ. Оти македонскиот народ многу малку чита. Тоа е главната наша карактеристика. Првата екологија е така наречена екологија на средината. Енвироментална. Загрузување на воздух, загрузување на почва, загрузување на вода. Сакам да зборам, можеме да збориме. Втората е, се вика нутрициона. Тоа е екологија на нашата исхрана. Тоа се ЖМО. Генетски модифицираните организми. Што ќе биде после 50 години од тие што ги папаме, никој не знае. Молекуларната генетика денеска нема одговор. И третата за која сум доден овде, и за која збориме, и ти зборам стално, тоа е екологијата на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Тоа е најголемиот проблем во секој минут и секунд и миг на секого од нас на мајката Земја планета. Не си размислувал. Од како ќе се пробудиш, до како ќе легнеш, имаш некаков контакт, линк со некого. Дома, на улица, на работа и така натаму, во кафана, каде да си. Екологијата на духот се огледа во тоа, има денеска еден нов израз, се вика социјална когниција. Социјална когниција, значи, тоа би било моје препознавање на соговорникот, ама и како соговорникот мене ќе ме препознае. Два елемента за почеток. Третиот елемент е како ние ќе разговараме, како ќе се договориме, колку ќе се почитуваме. Јас тебе, ти мене. Затоа што ја треба да ги препознам твоите емоции, а ти треба да ги препознаш моите емоции. Да ги обработиш во себе и да ми дадеш одговор. Така. И тоа го викаме ние хипертрофија на егото. Што значи тоа? Ако јас во разговор со тебе сум човек со хипертрофија на его
имам две тешки карактеристики во мојот карактер. Едната се вика инает, другата се вика суета. Така. Тие две карактеристики, кажува Или егоизам, да. Невронауката. Не, егоизмот е малку повисок степен. Добро. Суетата е место друго. Јас и никој друг. Така. Влегуваме сега во еден разговор во кој моите две карактеристики бараат да бидат одработени. Да јас ја добиеме играта во разговорот. И што се дешава? Почнувам да напаѓам, сеам омрза, сеам злоба, сеам завист, сеам љубомора и сеам параноја, се правам со вокабулар што е својствен за мојот народ. Јас сум многу погоден од тој и тоа сум го опишал овде. Лидери, мидери, да не ги набројам, нели? Сега зборуваме за ментална агресија. Ментална агресија. Но имаме и полоша од ментална таа. во контекст на социјалната когниција. Така. Значи, вокабуларот во нашиот интерперсонален однос е променет затоа што јас имам хипертрофија на егото. Значи, застанувам сега на нашиот разговор. Значи, нашиот разговор зависи од некои наши карактерни особини. Се враќам сега на невронауката. Што вели невронауката? Да, бидејќи и агресијата е нешто што потекнува од овде. Апсолутно. Како се друго, нели? Ѓошка, ништо што правиш и што правам не е случајно. Така. Се е програмирано и за се постојат одредени структури во мозокот. Јас се бавам со тоа 60 години, мислам дека ги знам доста и сум ги опишал. Се поставува прашањето што е тоа што се случува овде? Ќе се обидам да го тоа симплифицирам, ама да го објаснам. Да. Постојат два големи елементи во постојањето на човекот. Тоа е психа и сома. Мајката природа тежи, и ние тежиме, да меѓу нив постои едно равновесие, една хармонија. Меѓу психиката и меѓу сомата да има една равнотежа. Океј. Меѓутоа, таа равнотежа зависи од други два големи фактори, кои ќе се обидам да ги објаснам. Едниот е инпут, сето тоа што ќе ставиме во нас, а од тој инпут зависи сето тоа што ќе излезе од нас према надвор. Така. Почнувам со инпутот. Значи, психа, сома, равновесие. Океј. Постои уште еден закон на мајката природа кој се вика хомеостаза. Хомеостаза значи биолошки метаболизам, се да биде во некаква работа на срцето, дишење и така натаму, и така натаму, и така натаму. Меѓутоа, на тие два елемента, значи, ово е било нормално едно како да не функционираме. На тие сега има ризикофактори кои нон-стоп го напаѓаат нашето тело и сакат да му го пореметат, таа хомеостаза. На прво место е еден феномен за кој сум го спомнал, се вика апоптозис. Апоптозис значи закон на мајката природа со кој ние практички се раѓаме. Што значи тоа? Се раѓам и моите клетки почнуваат да стареат и да умират. Штом со првиот дих нашите клетки веќе влегуваат во играта на апоптозата. Вториот, што мојот народ не го сватил, закон на мајката природа кој е многу точен и е многу присутен, тоа е законот на посилниот. Законот на? На посилниот, на појакиот. Така. Конфуција е рекал, ти го кажал. Само големите птици летаат сами, малите летаат у јадо. У јадо, така. И тој ќе летне и гледа само правецот да го држи. Затоа што големата риба ја јаде малечката кога и да посака. Законот на посилниот важел, важи и ќе важи. Зборам за мајката земја планета. Се знае кој е Кина, а се знае кој е Македонија. Треба тоа да го имаш во паметот кој ќе разговара. Сега, некој ќе рече, значи ние да ги кршиме кичмите, не. Треба да имаш памет и дипломатија. Да знаеш да влезеш во играта како мал да пливаш. Тоа е решението.
Одиме понатаму. На таа Треба да се биде прагматичен. Така. прагмат, како сакаш го речи, сега не сакам многу да зборам, може многу да зборам за тоа. На таа хомеостаза, поред овие два фактори кои ги рекол, кои се дело на мајката природа, мајката природа ги створила тоа, не јас. Така. Доаѓаат и така наречени ризикофактори, кои го пореметуваат тој биолошки ритам на нашиот организам. Ќе дојдам до целта, не јас сум многу поступен човек, али во секоја работа мора да има градба, да има темел, па да дојдеш до кровот. Тие ризикофактори се секојдневно присутни. Хипертензија, шекер, хиперлипидемија и еден од најголемите фактори е стресот. Стресот и акумулација на мали, не големи стресови, мали стресогени состојби од секојдневниот живот на секого од нас. Зошто? Затоа што стресот прави, само ќе кажам, сме ги кажале, 3 тешки пореметувања во нашиот организам. Одма штом ќе влезе хормонален дисбаланс, хормоните одгоре, пореметување на неуромодулаторите и на неуромедиаторите. Глутамат, гама-аминобутерна киселина, серотонин, допамин, адреналин. Тие се во high fidelity, покачени, и тие работат против нас. И што прават? После X години ние добиваме една, друга, трета психосоматска болест. Сега, на ова најважно, значи тоа се физиолошките механизми кои постојат во нашиот организам. Меѓутоа, најважниот фактор во развитокот на психопрофилот, тоа сме го објасниле овде, на една личност, се 6 фактори, кои мора секоја личност да ги одглуми, да ги осознае, да ги помине, веќе тоа е процес на создавањето на една личност, моја, твоја, наситена мајката земја планета. Првиот фактор е така наречени психофизичка обдареност. Она што не го дава мајката природа. Не сме сите исти. Ако некој кажува дека се раѓаме сите исти, се лаже. Одма да му кажам. Предодреденоста за аквирирање, за инкорпорација и на знаење на све, зависи од мајката природа. Што ни дала. Некој има повеќе, некој има помалку, некој иши нема, некој има многу. Тоа е психофизичка обдареност. Вториот дел, кој е основата, јас ќе го ти кажам, мислите на мојот професор кој велеше од погледот на мајката во првиот здив кога ќе се роди детево, дали е насмејан или намрден, зависи карактер на идниот човек. Така. Значи, тоа е воспитанието. Тоа е домашната средина. Тато, мама, браќа, сестри, дедо, баба, најблиска средина. Таа се шири во околината, таа се шири во школото, таа се шири во градот, таа се шири во земјата и таа се шири на континентот. И на светот. Има огромно влијание дали живеам на екватор или да живеам во Сибир. Да не зборам. Тоа се фактори и тука доаѓа и нутриционалниот фактор кој е зависен од климатските услови. Значи тоа е еден огромен проблем на нашето воспитание. Вториот фактор, само момент да ги кажам, после ќе береш. Вториот фактор кој е фундаментот, тоа е образованието. Тоа е знанието. Што значи тоа? Каков резервоар на знаење ние ќе внесеме во нас? Сам ќе се земам за пример. Учев во Штип, во Скопје, во Загреб специализација и во Париз 3 мастери. Огромна разлика во образовниот систем. Значи, многу важно, што се ќе каптирате во вас како знаење. Тоа е вториот фактор. Значи, воспитание, едукација. Третиот, четвртиот и петиот и шестиот фактор се шлагот на нашиот профил, на нашата матурација, на нашето созревање. Тоа се моралните норми, кои ми ги дава средината, мама, тато, пријатели и така натаму, кај живеам. Етичките норми исто така, социјалните норми и религиозните норми не смееме да ги забораваме. Затоа што религијата е архетип
Тој е дел од нашето колективно ја. Сега ќе зборам за цивилизацијски ментор, морам да го кажам тоа. Значи, дојдовме до сите 6 компоненти кои го прават психопрофилот на личност. Созреа или не созреа. Матурира или не матурира. Зошто е важно ова? Ова е многу битно затоа што структурите во нашиот организам има две главни структури, значи три се. Значи пак ќе одам по некој ред многу накратко. Три главни структури кои го чинат фундаментот на нашиот карактер. Првата структура е така наречениот рецептивен систем. Се тоа што треба да го добиеме од околината. Нашите сетила, нашето мозочно стебло, таму влегуваат, и лимбичниот систем, кај се наоѓа емотивниот мозок. Сме споменал таа амигдала и хипокамп. Многу важни. Значи, тие рецепират, тие примат се од околината во текот на сиот на живот. Во секоја секунда не ја примаме. И сега нешто организам слика овде све, кај сме, шо сме, влажно, воздух, тој све влезе внатре. И му дава информации и има структури кои задолжени за тоа да ја одржуваат рамнотежата во овој момент кога сме тука. Вториот многу важен систем, тоа се така наречени елоквентни зони. Сите овие информации кои влегле во мене, во тебе, на сите во мајка на Земја планета, биваат префрлени во одредени кортикални структури и биваат енграмирани, запаметени, за да ти послужат и за утре. За да ти послужат во момент кога ќе ги побараш. Значи, тоа се сите кортикални структури кои се, ја ги дам по име, значи префронталните, не префронталните, него гири темпоралите, фрези, фисура калкарина, завити, така натаму и така натаму. За брока, велика за говор, за разбирање на говор, имат центри. И третиот блок, кој го чини фундаментот на нашиот карактер, тоа е префронталниот лобус. Префронталниот лобус има три структури, не ме замарам со толку анатомија, меѓутоа тој е диригентот на се што, тој е практички контролор на сиот мозок, тој гледа внатре во мозокот што има, каде има, кога треба повикува тоа што треба да го кажам, ама го кастрира, го контролира. Тоа е агресијата. Го контролира кога, ќе кажам, значи го контролира повеќе или помалце. Зависно што. Значи, префронталниот лобус е главниот стожер на нашиот организам. И во нашиот организам, во нашиот карактер постојат две спреги меѓу нон-стоп, меѓу префронталниот лобус и меѓу емотивниот мозок. Емотивниот мозок сака секогаш со психоемотивни наплеви да го надвали, да го победи контролорот. Ама контролорот успева да го стопира. Кога? Кога има добра матурација. И тука доаѓаме до главниот стожер на агресијата. Ако јас не сум успеал да ја матурирам, созрем мојата личност и во мојот префронтален лобус немам морални, етички, социјални, религиозни норми, немам знаење, јас не можам да ја контролирам мојата амигдала. Таа ќе ми прави 300 чуда, јас сум хистероиден, јас сум параноиден, јас сум агресивен, јас сеам омраза, сеам злоба, сеам завист. Зошто? Затоа што мојот мозок е заробен во мојата амигдала. Така. Се плашам за народ кој има заробен мозок во минатото, а тој е мојот народ. Она што, може би ќе ви се чини лаичко прашање, но агресијата не е болест, туку може да биде резултат на низа болести, нели? Или се друг дел од играта? Не, сакам, во секој случај, агресијата има и своја анатомија и своја физиологија, така ли? Тоа, меѓутоа, зошто агресијата е во пораст меѓу народот? Не само кај нас, во светот.
Зошто е тоа така? Може ли, велите, добриот и лошиот волк? Дали победува агресивниот човек на оној кој не е агресивен, или дали победува деструктивниот човек на оној кој е конструктивен во секојдневието, бидејќи еве можеме да се најдеме во сообраќај, јас сум оној кој е агресивен или кој има деструктивен нагон, вие сте оној спротивниот, се наоѓаме во сообраќај, јас сум нервозен и така натаму, ви реагирам, вие еднаш, 2 пати, 3 пати, 5 пати, заради својата култура на однесување, ќе се однесувате така како што треба, така како што сте воспитани, но шестиот и седмиот пат почнувате да се браните. Барате некаков одбранбен механизам. Може ли јас како агресивен да создадам од вас агресивен човек? Да. Интересно е прашањето, мислам прашањето е крајно интересно, ма сакам уште две-три повелете. Два моменти да ги ставиме на маса. Значи, ова се што го збориме беше за психопрофил на личност, на еден човек, кој према надвор, после ќе зборам за експут, ова беше инпутот. Инпутот, добро. Према надвор ќе има однос таков како ќе има, ќе ви го кажам, тоа е одговор на вашето, ќе биде одговор на вашето прашање. Вториот дел од играта, кој е многу битен, е каде тој психопрофил живее и каков е психопрофил на неговата околина, на неговата нација, на неговата популација каде тој живее. Нема да мислите дека е таа, јас сум, тоа не знам дали го прочитавте, нели овде, значи, тој психопрофил, тоа го кажал уште од Конфуција, ама сега Ерик Фром го кажал, вика, тој психопрофил на обштествен параметар го модулира начинот на размислување и делување на масата. Сега зборим за масата, за популацијата, каде јас припаѓам. Дали ќе биде осмислено, дали ќе биде конструктивно, дали ќе биде објективно, дали ќе биде реално, дали ќе биде визионерски кон еднината, или ќе биде емотивно, моментално, хистероидно, насилно, агресивно. Одговорот на твоето прашање е еден. Агресијата и насилството секојаш резултат на интелектуална немоќ. Тоа сака македонскиот народ да го разбере. Само човек кој нема интелект да ја свати ситуацијата, да знае да разговара, може да биде агресивен. Човек кој е интелектуално зрел, тој ќе го согледа случајот и се повлекува. Ќе се повлечи. Мене ме нападна човек. Да, агресивниот човек се чувства како победник. Така. Јас се насмеав, така. Но беше спремен да ме удри шамар, јас се насмеав, ме заштитија други луѓе и виде од ситуацијата што ја направи, виде дека нема памет. Значи, одговорот на твоите прашање е многу едноставен. Зависи од зрелоста на личноста и зависи од неговиот интелектуален квантум. Ми е многу жал кога гледам луѓе со големи положаи кои имаат огромна агресија. Тоа значи дека со интелектот имаат проблем. Поразителен е фактот... Тоа е карактер особина. Поразителен е фактот, господин Чопреганов... Така вели невронауката, да знаеш. Така. Поразителен фактот секојдневно гледаме утрински програми на националните телевизии, вклучени телефони и така натаму. Граѓаните зборуваат се и се што се гледа и по начинот на дискусијата дека станува збор за нематурирани луѓе, нели? Повеќето од нив, да навредувам некого, социјалните мрежи, Фејсбукот е препун со коментари кои се деструктивни, коментари на деструктивни луѓе. И поразителен е фактот што тој број енормно расте. Чиниш се околу тебе е деструктивно, се околу тебе е некаков плод на некаква агресија. Она што ме интересира, живееме во стресогено време, значи во време во кој стресовите се никако не можеме да ги избегнеме. Секојдневие.
Интересен е податокот. Заедно со Теодора Костовска сте автор на книгата Стресот и Ова е ние. тетралогија, 4 книги. Да, Стресот и ние, така? Така. Стресот и ние, еве агресија повторно заедно. Врската помеѓу стресот и агресијата која е? Голема. Огромна. Огромна, па јас за тоа на почетокот Така. дадов. Значи, стресот е еден од факторите кои го ја нарушува нормалната матурација на личност. Оти, покачениот кортизол, гама-аминобутерна киселина, сите фактори, глутаматот, допаминот, серотонинот има влијание и во матурацијата на клетките во мозокот, ама и во матурацијата на инкорпорацијата на социјални, морални и етички норми. Така. Оти. Сега пак сакам ја да имам некоја доследност. Значи, кажав две реченици за матурацијата на нацијата. Голем проблем. Така. И сега, вие ја генерализирате малку работа, јас ќе ја догенерализирам. Ако во една земја страда образовниот систем, тешко и горко на таа земја. Не знам дали сум ти кажал, го слушав Жак Ширак на отварање на една школа у Париз, кој парафразирам, рече една реченица. Вие сте иднината на Франција. Од вас зависи што ќе имаме ние во идните. Да, но тоа е лесно да се каже, ама тоа треба да се спроведе. Сега, тоа е фасила дир, ме дифисила феер, викат французите. Да, ама они го прават. Образовниот систем е тамо главниот. Кај нас не е така. И сега, тоа ствара една армија од луѓе насилници. Армија од луѓе која што преку афектот, преку психоемотивните наплеви, кои не може да ги контролира префронталниот лобус, бидејќи нема добро образование, нема инкорпорација на социјално-морални етички норми, прават една масовна хистерија, кохезија. Кај нас, со сите тие емисии, не сакам да зборам, тие емисии што се прават, глас на народ и така дали, тоа е најголемата катастрофа за Македонија. Која сме веќе тука, у ногата на масовите медиуми. Ајде. Вие стварате армија од насилници. Така. Армија од незрели луѓе кои за се и се што зборуваат и критикуваат, место да има едукативни емисии, поучни емисии, емисии кои ќе просветуваат, емисии кои ќе го учат народот како да се однесува, ние го учиме народот како да биде агресивен. Тоа е трагедија. Тој злото, тој злочинот на мојата земја во актуелниот момент. Не се прави нација така. Таква емисија ја во Франција не сум чул, живеев многу години. Такви емисии нема. Има емисии дебатни, меѓутоа зборат зрели луѓе. Кај нас ги прават заради тоа што тоа е најлесно да го прават, за да се каже дека имате. Отидов на и сега да ја завршам основната мисла за импутот. Третиот дел од импутот е најважен. Тоа е како ќе го имплементираме и ќе го направиме да биде зрел цивилизацијскиот ментум. Цивилизацијскиот ментум значи што? Добро. Цивилизацијскиот ментум значи како мајката земја планета размислува. Тоа е таа глобална политика која многу почитувам. И за загадувањето, и за вода, и за почва, за сите глобални проблеми мајка планета. Тоа е цивилизацијски ментум. Во него има архетипови, кои сме ги наследили од предците, тоа е процес. Милениумски процес. И има едно колективно ја кое го носиме со себе. Одам од друга страна. Сега, сето ова, значи ние треба да го имаме, да го ставиме во нас, за да бидеме со зрела личност. И сега доваѓаме до вториот дел од играта, кој е најважен. Тоа е експутот. Тоа е како јас, мојата личност, ќе ја експримирам, ќе ја екстериоризирам, ќе ја покажам према моите соговорници, пред моите деца, пред моите ученици, пред моите пациенти, пред моите граѓани, пред секого со кого ќе се најдам и ќе разговарам. Јас се не сум. Во тој експут огромно влијание има амигдалата и префронталниот лобус.
Ама, нивните улоги зависат од сето тоа што го кажав претходно. Од зрелоста и тоа што е внесено во личност. Ако личноста празна, примитивна, не барајте вие од неа разговор. Таа ќе биде насилна. Затоа што филогенетски програмираниот дел на агресијата е слободен и тој може да прави што сака. Така. Ја се плашам од такви лидери. Коти секоја агресија во името на еден човек кој се прогласува за директор и така дале, значи дека во неговата филогенеза, значи агресивноста не е инхибирана, бидејќи има интелектуална немоќ. Дали сум јасен? Така. Затоа велат умот царува, Тоа кажа, а моќта и снагата труват. Така е. тоа е основниот параметар и фундамент на цивилизацијскиот ментум. Умот царува. Овој народ мој треба тоа да го дознае и да го знае. Умните луѓе ја водат иднината на земјата, не агресорите. Затоа што војсководителите, а ти бич Божи, да не ги набројам, нели, Александр Македонски, Хитлер, Митлер и така дале, сите пропаднале. Се враќам на твојот дел, што праша прашањето, тоа го оставив као за крај. Ирационалноста на моќта е секогаш погубна, бидејќи моќта носи снага и желба и волја. И во тие моменти тие им се стеснува свеста и логичното мислење. Затоа што моќ значи афективна сила однатре. Јас, само се јас. Е тоа јас го закопа Хитлер да се му бие. Тоа јас. Само бендисаноста. Сега, во експутот има, значи, агресија, насилство, која се е омраза, злоба, завист, љубомора и параноја, а паранојата носи со себе еден страхотен елемент што се вика нарцисоидност. Тоа е само бендисаност, себе угодување. Само моите квалитети, ја што мислам, имаме такви луѓе многу. И тоа И напротив, токму тие се ја што мислам е најквалитетните. најпаметна. Така. Затоа што секој кој се обиде да седне да разговара со таква личност, вие губите и тој знае све. Така е. Само неговата мисла е паметна, на другите мисли не. Од такви луѓе бегајте. Тоа се луѓе непожелни. Така. Ни за себе, затоа што сакајќи си себе, те ги мразат сите околу нив. Тоа е докажано во невронауката. Така. Господин Чопреганов, има ли превенција? Има, ама уште една реченица. Ајде. И во личната нарцисоидност уште е поопасна, тоа сум го опишал, ово сме го опишале, масовата хистерија. Кога воздот ќе шврли за земјата, сите мораме да гинеме, нели, и гинат милиони, илјадници луѓе, како се деси и кај нас, нели? Целата толпа иде напред, таа го губи логичното мислење, таа руши се пред себе, убива све и така натаму. И на крајот е најголемиот губитник. Затоа што во моментите кога е изгубено логичното мислење, нема префронтален лобус. Тоа е таа вечна борба помеѓу вистината и лагата кај човекот. Се слагам. Робовите, мое лаичко Слагам мислење, се. робовите на лагата според мене се луѓе кои рубуваат на агресијата. Тоа треба некаде да го најде. Не кажано е тоа, затоа што еден од главните аргументи на една карактерно променета личност е манипулацијата и лагата. Така е. Тоа е инструмент за да можеш да ја владееш масата. А во масата мора да имаш 99% луѓе со мал интелектуален квантум. Оти тврдокорност значи тврдоглавост, а тврдоглавост значи Така. лош префронтален лобус. Како тоа да го избегнеме? Која сега, е превенцијата? Како да го избегнеме стресот? Прашањето е многу глобално. Така. Прво и основно воспитание, второ и основно образование. Така. Тоа е општо речено, ама тоа е и многу конкретно кажано. Тоа значи за нас е доцна. Не, Треба да гледаме за никогаш не е децата. доцна, секогаш треба да се почне, Така. нели, дали е доцна или не, али
правецот на движењето на општествените норми во една земја треба да се канализира. Некој насилство, некој што кажува народот, Така е. не може народ да ја води земјата. Тоа се пароли. Така е. Мора да бидат умови, од се што напишале и што останало во цивилизацијскиот ментум, си од умови, не од войсководители, тоа да знаете. Така е. Па ќе ги повторам, Атила Бич Божи и овие сите биле войсководители. Ништо не оставиле паметно. Оставиле убиства. Ама Конфуција, ама Климент Охридски, победува ја наш терен. Луѓе кои опишеле, оставиле позади себе богатство, ама духовно богатство. Значи, тоа го прави цивилизацијскиот ментум. Многу посветив на него, мислам дека е многу битен. Имате овде во книгата поместено едно поглавје насловено Животот и ние, цртички за нашето секојдневие и тоа им го... Прочита нешто ако ви интересира. Тоа е тоа што го почнав пред малку, вели, еден голем кинески филозоф многу одамна во своето капитално и вековито дело Умот царува, а моќта и снагата трулат, ја енграмирал најмокната променада на цивилизацијските психоемотивни основи на животот со мислата да живееш и да постоиш, значи да работиш, да твориш, да креираш, да создаваш, да умееш, да почитуваш, да те краси емпатија. Тоа е многу важно. Љубов. Значи љубов. Флексибилност и толерантност, значи да имаш изграден свој психопрофил со високо инкорпорирани норми во совеста на собственото его. Ете, тоа се луѓето кои не се агресивни. Браво. Така. Сега, во името на цивилизацијскиот ментум, кој е граден не сите милениуми и се гради, и ќе се гради, има 5 личности, ова ти го кажав овде, ќе го повторам во една друга конотација, кои го поставиле фундаментот како луѓето на мајката земја планета треба да се однесуваат. Добро. Значи, ако бев јасен, има личен психопрофил, има психопрофил на нација, на народ, ама има и цивилизацијски на цела планета. Првиот кој го постави фундаментот е Мојсеј, со 10 Божји заповеди. Тоа не е ништо случајно. Така е. Тие, ако ги знаеш, ја ги знам многу добро, тие велат и кажуваат како и ние да живееме. Како да се однесуваме, како да се почитуваме, како да имаме флексибилност и така натаму и така натаму. Вториот е Исус Христос. Исус Христос го внел во цивилизацијскиот ментум најважниот дел од постоењето на човек, тоа е љубовта. Тоа е најголемата енергија која не е во сила, е во моќ, ама духовна моќ. Така. Љубовта е енергија, креатор, има и негативна, има позитивна. Креатор на се. После доаѓа 20 луѓе кои ќе ги вметнуваат страстите. Едниот е Маркс, со капитал и со парите. Парите у животот се све, капиталот е све, без пари нема ништо. Страст. Така е. Страст. Има центри во мозокот за страст. Тоа се вика социјален мозок, да не ме замарам многу тука сум. Или ајде да не кажеме алчност. Алчност. Така. Не само за тоа, има и за други работи. Така е. И одма до него е тата Фројд кој го внел сексот како страст. Затоа што сите тие постојат и може да постојат, ама мора да има добра интелектуална моќ на префронталниот лобус да може да го контролира сето. И на крајот големиот Анштајн им кажал на сите, животот се е релативно. Така. Се е мерливо и мерливо. Така. И ако вие, ако еден човек во животот не ја свати таа поента, тој ќе го заробува собствениот мозок. Во животот се тече и се менува. Така е. У животот, ако така се почнувате вие. Така почнувам, да, и така завршувам. Така. Завршувам со вртелешката на животот, се вртела, се врти и ќе се врти. Ама, еден од најголемите проблеми на сегашниот свет е ирационалноста на војните, ирационалноста на агресијата. Велат сите од невронауката, ако цивилизацијот ментум созрева, расте и има за цел да створи мир,
спокојство, работа, креативност и така натаму, да не набројам се тоа што носи нормалниот живот, ние живееме во една ирационалност на војни, на убиства, гледате се во Америка, ги испотепа луѓето. Why? Што му скривиле тие деца влегува внатре, шмајдер? Така. Значи, ирационалноста е огромен проблем, ама пак е резултат на интелектуална немоќ. Пак доаѓаме на врзување. Така, читајќи ова ваша книга, заедно со Теодора Костовска, ми падна во очи Реченица некоја. неколку убави. Има многу убави реченици. Вели, клучот и начинот за тоа колку и како ќе го исхармонизираме и одживееме нашиот собствен живот е во нас и во односите со средината во која постоиме. Таа интерперсоналност, така? Интересно, тоа е екологија на Водени духот. од емоционалната интелигенција, која е стожер и огледало на нашиот психопрофил и нашата екологија на духот, за која вие зборувавте, во нашето секојдневно постоење, животно креирање и интерперсонални односи. Многу убаво кажано, но сакам да цитирам еден дел од рецензијата, многу убава рецензија имате напишано од архимандрите доктор Григори Насевски од манастирот Свети Јоаким Осоговски. Се надевам ќе ги најдам овие зборови. Вели, способноста за благоразумност, многу убав збор. Способноста за благоразумност на личноста е инхибиторна за злорадоста. Злодействителноста која што возможува уживање во наводници во болката на другиот. И за садизмот на задоволството што го создава преку нанесување на болка или понижување на друг човек, односно искажувањето без и вознемиреност. Таквата индивидуа која ја поврзуваме со нарцистички пореметен човек, да, не доживуваат никакви емоции или во себе не продуцираат реципрочни симптоми. Многу убаво кажано. Господин Чапреганов. Може само една реченица. Неколку души ми замерија зашто сум на духовник дал да ми рецензира книгата. Зошто да не? Што го направо. Мојот ум не е заровен, тоа одма го кажав. Јас ја почитувам религијата и сметам дека ако нешто го одржало македонскиот човек, македонците не ги одржал Александар Македонски, убиец. Македонскиот човек го одржал религијата. Религијата му дала све. Таму ги дала основните постулати како да се почитува, како да живи и така натаму и така натаму. Се што кажал внатре, оти во нашите архетипови, пак ќе го споменам цивилизацијскиот ментум, на прво место религијата. Така. Таа е носител, таа е двигател на животот. Лошо е ако одите во фанатизам, ама ако и почитувате законите, параметрите и на тоа што го кажува религијата, вие ќе бидете пресреќен човек. Тоа ви гарантирам. Так. Без разлика на која религија припаѓате. Сите религии мање више имаат исти основни фундаменти. Така. Исти. Во најголемиот дел, читајќи ја вашата книга, во најголемиот дел во неа уживав. Не уживав во оние делови кои се премногу стручни, кои се однесуваат на амигалата, на хипофиза. Ама тие се потребни. Да, меѓутоа па се поставува прашањето кому му е намената оваа книга? На сите. На сите? На секој. Добро. Секој човек кој сака малце да научи за себе како и на кој начин да се однесува и да живее. Браво. Значи топло им ја препорачуваме на сите гледачи кои го следат овој разговор. Можда некој ќе ле продавам, не. Ја давам на многу луѓе што ме дал. Има интелектуалци кои ми дадоа 2 пати раката ми ја баци и рекоа дека феноменално дело, од кој можеме многу да профитираме. Така. Меѓутоа, за да профитира човек, треба да има признание. И тоа признание треба да умее да го стави во себе, ама и да го пренесе од себе. Така. Оти, се што правиме, секој гест, секоја мимична, боричка, осмех,
раце, дигање, мрде, боја на глас, така, се е тоа програмирано во нашиот организам. И тоа се зависи од таа фамозна амигдала, која сака да го обои емотивно нашиот однос према надвор и нашиот мисловен дуктус. Оти нашиот мисловен дуктус е производ на она што вие го имате во вас и во вашите сите елоквентни зони што се програмирале. Ама што ќе кажете? Како ќе го кажете? Ќе има ли во него агресија? Ќе нема злоба, завист, љубомора и тоа ќе биде еден фин вокабулар, зависи од префронталниот глобус, од тоа што сте ставиле и колку е он интелектуално висок. И се враќам на ова што го прочитавте. Има 3 интелигенции. Не сакам многу да зборам, оти материја претпоставам многу добро знаеме. Едната е рационална. Тоа е околу 10-15%. Тоа е она инстинктивно нагонски дел што го ние добиваме од мајките природа. Се раѓаме со нутритивен нагон, со родителски нагон, со сексуален нагон, социјален нагон и така дале. Втората е најважната. Тоа е емоционалната интелигенција. Или ја имате, или ја немате. Во мојата пракса од 6 години ме научила, ако ќе влезе пациентот кај мене, да не кажам за минута, а за 2-3 минути, го веќе класирам каде му е префронталниот лобус и каде му е амигдалата. Така. И најважното, ретко сум сретнал луѓе со спиритуална интелигенција. Спиритуалната или духовната интелигенција е васиона. Сум сретнал. Еве, не сакам да му кажам името, тоа е еден францски председатели со кој имам прилика да ручам. Бисери му течат од устата. Така. Секој збор му е одмерен, кажан, каква агресија, теорија нема. Нема теорија, тоа не постои у неговата глава. И да земја да го мразам и да го напаѓам противникот, он е вако, он е онако, јас овако. Теорија нема. Ама спиритуалната е веќе една голема надградба и треба да ги имат овие двете добро укомпонирани, добро воспитание, големо знание и на крајот инкорпорацијата, пак ќе повторам, тоа е крајот на морални, социјални, етички и духовни норми. И таа зрелост го прави човекот, му прави огледало према надвор. Тоа се луѓе кои треба да се почитуваат. Обратно, кај нас постои едно обезвреднување, затоа што ако немате вие партиска подобност и боја, вие сте никој и ништо. Да. Тоа е многу голем и тежок проблем за едно друштво. Ако не сте за нас, вие сте против нас. Тоа се вика ерозија на интелектуалната вредност. Така. Трагедија за една земја. Јас не го доживеав тоа во Франција, јас доживеав обратно. Отидов во Штип, ми дадоа французите академски палми награда за книга напишана од моја рака на тлото на Франција. Вели, странец напишал вредно дело на тлото на Франција. Бојро. Тоа е тоа. Чинам дека оваа книга заслужува да организираме во Струмица, можеби негде на есен, повторно една средба со граѓани. Предавање. Како? Ама да нема 5 души. Не, никогаш не биле 5 души, никогаш не биле. Зависи од интерес. Бидејќи темата е навистина интересна, треба да се сподели освен на ваков начин како телевизиска промоција на истата, малку да ја споделиме и со граѓаните кои ќе пројавуваат интерес и да поставуваат прашања, но за тоа потоа, ајде за самиот крај, кога ќе ја промовираме, кога ќе правиме јубилеј, бидејќи скоро сите книги, ако не буквално сите сте ги промовирале на програмата на ТВ каналот ВИС, кога ќе ја промовираме 40-тата? Ке ти завршам со мисли на тој кинески филозоф кој сум ти ги кажал. Историјата е меморија и минатот кој треба да црпиме поуки. За жал ние не ги црпиме поуките, не ги повторуваме тие историски немили моменти. Едината е илузија. И секој кој употребува глаголот ќе, ја, манипулира и лаже. Така. Мигот е животот. Ама треба да го одработиш и да го живееш. Одговорот на твоето прашање. Никогаш не сум рекол, јас ќе направам, Така. Моите дома не знаат што пишувам и кога пишувам. Јас седам на компјутерот и се работам.
Ние со Дитман 25 години, пред 25 години се договарали со другите, ама и со мене. Никој не дозна дека напишуваме 4, сега правим 5. Ама не го викаме тоа. Зависи, ако направиме. Значи, треба работа. Кој ќе го осмислиш, кој ќе го одреализираш тоа, тогаш кажеш, деца, јас ја напишав ова книга. Сега прочитате да видите дали е окей. Јас му советувам ова да го прочитат. Сите интелектуалци во Македонија, ако ги има. Вистинските. Има. Ќе научат многу работи. Не од методија, од неуронауката. А јас сум еден од нејзините беседници. Ја проведувам многу време на ова. Значи нема да ветуваме ништо. Не ветуваме ништо. Јас ја работам, тоа е голема книга, работниот мозок е еден важен дел од нашето тело. Има многу клинички синдроми, има многу анатомија, има многу... Тоа е книга која има анатомија, има васкуларизација, има патиште, има патофизиологија, има клиника, има neuroimaging диагностика, има болести и така натаму. Ќе биде сигурно до 300 страни. Останува уште еднаш да ви честитам на овие две книги, Кортикални малформации, факоматози, и особено на ова која навистина е прекрасна книга. Во ова не навлегувам. Да, ова е лаик сум, добро. Да ви посекам да сте ми здрави и живи и да се видиме на телевизиската промоција на вашата 40-та книга. Заклучен збор може да... Ајде, повелете. Работа. И само работа. Едукација, учење, инкорпорација на сите овие норми што ги кажав и гледайте во животот. Не да бидете лидер, да бидете зрел човек. Така. Оти во зрелоста ваша се гледа иднината на земјата. А ние сакаме да имаме иднина на земјата. Здрави луѓе, прави луѓе, кои го прочитаме и добрата реченица што е нашо. Како да го живееш животот? Со работа, со творење, со креација, со емпатија. Така. Да знаеш да почитуваш, да знаеш да разговараш. Не сум само, и ти знаеш, и јас знам. И завршувам со две поуки од Франција, ги научив. Едната се вика одговорност и другата се вика колективност, односно консултација. Многу важен момент у животот. Значи, према мојата работа сум максимално одговорен, не површен. Кај нас површноста е катастрофа. Таа ние имаме импровизација за све. Се, закон импровизираме, правиме све како не договара у тој момент. Не. И договарањето. Ама да знаеш, да почитуваш. Оти и Ѓорѓи знае, и јас знам. Ама го ќе седнеме. И ако нашето заедничко мислење, оти борбата на мислење го создава светот. И го води светот. Не затоа што ја мислам вака и вака може да биде, не. Тоа е ирационално и тука губи секој. Треба секојаш заеднички, 1, 2, 3, 5, 10 души ќе се искристализира едно мислење и тоа ќе оди напред као дијамант. Така, почитувани гледачи, работете на себе и анулирајте ја, дури и таа мала трошка, ако ја има во нас, она трошка агресија, доколку ја има. Агресија, инат и суета. Така, ви благодарам уште еднаш. Јас благодарам многу и поздрав за сите мои пријатели. И сакам да ја направиме емисијата моето второ ја. Сигурно. Да посвириме малце, а со Жико се спремаме, со Жико не ти кажам. Значи, ќе направиме една емисија во која методи ќе Преганов нема да зборува за електроенцефалографија, за neuromagic диагностика и така натаму, туку ниту за хипофиза, ниту за некои други работи, кои туку ќе уживаме во музиката, во неговата гитара. Ви благодарам уште еднаш. Одиме со една музичка номера, потоа и со останатите содржини од емисијава.